Добар ден и добре дојдовте во новото издание на Зебра. За денеска имаме една тема за која легендата вели дека сите имаме став. Ќе зборуваме за спортот. Токму затоа ве поканувам да се вклучите со вашите коментари и размислувања на профилите на Зебра на Facebook и на Twitter. Хаштагот за денеска останува ист, Зебра МК или МАК Спорт. Прашањето што денеска го поставуваме е дали индивидуалците или државата се виновни за спортските неуспеси на Македонија. Кога станува збор за спортот, нашиот тим верува дека во македонскиот спорт успехот е една инцидентна појава и тој се должи пред се на исклучителните таленти што оваа земја ги дала, да не ги набројувам сите, како Пандев, Гечевски, Антич, Шакири во различни спортови, а неуспехот пак за жал е на хронична состојба која што е последица на лошиот контекст, на лошиот или целосното отсуство на систем во кој што тие спортисти функционираат. Судејќи според односот на државата кон спортот, може да се рече дека тој не е категорија од висок државен интерес. Кога велам односот, мислам на начинот на кој што државата и количината на која што го финансира, во она што значи изградба на спортска инфраструктура, легислатива, пред се она што можам како најфлагрантно да го заприметаме е целосно отсуство на стратегија. Добро, за да се признаат сопствените грешки, за да се признаат сопствените погрешни проценки, недостигот на знаење, потребна е доблест. И веројатно токму затоа на многу луѓе кои што се инволвирани во спортот им е многу полесно да ја префрлат топката на некој друг, на некој што нема име и презиме, туку колективно ќе го викаме државата. Една од спомнуваните шеги е дека Македонија има најголем број на селектори, односно стратези по глава на жител. Фактички, тоа е најголемата мана, уствари хендикеп на Македонија. Недостигот на стратези, на добри тренери. Станува збори за државна одговорност. Значи, она што Маја го начна како наша теза е немањето отсуството на стратегија, дали како јавен, како пишан документ или како концепт, идеја во која насока треба да се движи македонскиот спорт. Немањето стратегија за нас, например, таков документ значи 0 освоени медали на минатогодишната Олимпијада. За една Србија и Хрватска кои со години наназад имаат направено такви документи и развој на спортот, националниот спорт, на меѓународно ниво како репрезент единствен заедно со културата кои што се достојни наши репрезенти на меѓународно ниво, значи тие стратегии за србите 6 медали, а за хрватите 4 освоени медали. Во Македонија спортот е издвоена гранка од системот, значи од државата, од институциите, од буџетот и функционира самостојно, што значи најмногу зависи од индивидуите кои што се вклучени во него, значи поединците, од самите спортисти преку селекторите и можеби најмногу од тие кои што ги водат федерациите, ги водат општинските комитети, клубовите и така натаму. Во Британија спортот е комплетно одвоен од државата, значи нивната федерација, нивниот олимписки комитет не добива ништо од буџетот, значи ниту една фунта. За последните олимписки игри собраа 307 милиони евра, односно 5,2 милиони евра по освоен медал, освоја 65, 29 златни. Сите тие пари кои што, значи нормално дека подготовката, дека средствата, дека тие влијаат врз освојањето на медали, сите тие они ги обезбедија од донации, од лобирање на тие луѓе кои што ги водат институциите спортски. Кај нас тоа го нема. На оваа линија размислува и нашиот прв соговорник, од кога имаме изјава, тоа е Зоран Здравески, автор на блогот Клизачи и еден од поактивните спортски твитерџи. Главни виновници за спортските неуспеси се пред се поединците, затоа што државата, колку и да му возможи услови, сепак е индивидуално во спортот колку ќе вложиш и какви резултати ќе добиеш, нели, се зависи од талентот. Голем недостаток на македонскиот спорт е недостатокот на добри менаџери кои може да ги продадат нашите играчи во Европа. Исто така, како младинци, децата кои се талентирани немаат добри тренери кои можат да им го пренесат своето знаење и многу често се прави селекција врз основа на пријателство со родителите, со роднините, отколку по талент. Имаме еден македонски синдром, може да се нарече, кои играчите со потенцијал, кога ќе видат дека се на некое подобро ниво од останатите во својата генерација, и знаат дека во Македонија ќе купурат 10 години, ќе земаат солидна плата, не напредуваат уште повеќе, туку застануваат на тоа ниво и немаат желба да идат да се
да се проверат со појака конкуренција една страна, туку едноставно тука за 2, 3, 4 илјади евра, 5 можеби, ќе си играат без голем напор, без редовни тренинзи. Навистина ме изненадува тезата дека спортот бил издвоен од државата. Ако имате агенција за млади и спорт преку која што се дистрибуираат сите средства, се стимулираат стипендии, се владата вложува, нели неспорно рековме, во инфраструктурни објекти спортски. Ако ги имаме сите министри кои што ги чекаат спортските ракометари и кошаркари кога имаат успех, не може тие да се налепуваат само на успехот, ама да ја амнестираме државата кога спортистите не се успешни. И обратно, не може да очекувате само финансии од државата и само поддршка, а ништо да не правите самите. самите. Да видиме каде е проблемот со финансиите. Значи, државата немаше проблем на ракометарите да им обезбеди велелепен дочек, ама затоа им должи од 2008 пари за Европското првенство во жени. Се уште не им ги има исплатено парите на Ракометната федерација. Значи, тоа се двојни аршини. Тоа е она што викаме пиар, значи само за шоу-оф. Токму на таа линија е и нашиот одличен соговорник. Тоа е Милорад Стојмановски, долгогодишен спортски новинар, аналитичар, познат како Мишел. Да го видиме. Ниједна друга влада претходно не е финансирала толкова спортот, но друго прашање е дали тие пари најумно се потрошени, затоа што се прави на своја рака без дебата меѓу стручните кругови. Некој решил да направи 100 тениски игралишта и сега врз база на тоа се гради цела стратегија околу тој спорт, не баре наш национален спорт. Од друга страна, тие пари што се вложија во тоа може да се дадат, да речеме, да се обезбедат чартер летови за сите репрезентации што ќе обезбедат пласман на европско или светско првенство, а немаме многу такви. Порано имаше категоризација на спортовите, каде што комисијата определена од Факултет за физичка култура утврдуваше кои се тие спортови што според антропометриски, биомоторички, психофункционални, психички функционални, културни така особености на македонецот се најдобри за македонецот. Се покажа, уствари не треба да се биде многу паметен, треба да се видат само олимписките медали што ги освоиле нашите спортисти, ќе видите дека половина од нив ги освоиле борачи и боксери и одма се знае кои спортови треба да добијат предност во финансирањето. Борачи кои требаше да настапат на турнир во Русија немаат $250 мислам за да платат визи и престои во Русија за да настапат на турнирот. Викате државата треба да прави постојана инфраструктура зашто направиле тениски игралишта. Во ред, треба ли да ги пробаме другите спортови или треба сега само да се инвестира во боксери и во борачи? Значи се покажува дека кошаркарите добро поминуваат, ракометарите, тимските спортови генерално добро поминуваат. Меѓутоа, од друга страна, сакате да ми кажете дека во една Африка има подобри услови за тренирање на атлетичари или дека во Јамајка има подобри услови за зимски спортови? Или, значи не зборуваме ние овдека дали треба да се градат тениски игралишта или не. Како не тоа го зборувате? Не, зошто 100 тениски не игралишта? зборуваме, но зошто 100? Токму за тоа зборуваме, зошто се 100? Па да беа 10 ќе беа зошто 10? Врз основа на кои анализи државата ги гради тие 100 тениски игралишта? Толку ли е национален спорт тој во Македонија? Можеби не е национален фактот кој што Маја го спомна 8-90 место. Има интерес. Можеби државата има податоци во кои што гледа дека имаме деца кои што имаат потенцијал, таленти за. Најмногу интерес очигледно ние ако гледаме низ примери, најмногу интерес ние очигледно имаме во ракометот. Да не заборавиме една Битола како најракометен град што постои во Македонија. Зошто имаме највише во ракометот? Затоа што еве како пример ќе го наведам со Битола како најракометниот град од Македонија. Од 86 година тоа беше единствениот клубот Пелистер кој што прв настапи имаше меѓународен надпревар со Атлетико Мадрид и прв учествуваше на меѓународни првенства како што е Купот на Европа и финалето учествуваше во финалето во Челинч купот. Знаете ли во каква сала се работи таму? Колку години се поминати од тогаш? Знаете ли во какви услови работат? Колку генерации се сменети? Истите луѓе ли се во прашање? Значи зборуваме за инфраструктура. Интернационалниот олимписки комитет има собрано од 2005 до 2008 повеќе од $800 милиони од продавање на права за пренесување спортски надпревари поврзани со ИОК. Од тие 800 милиони или не знам $1 милиарда, знаете колку се одиде на спортистите што учествувале на Олимпијада?
Нула. И јас Значи, тврдам ниту дека еден- нашите спортисти ниту работат еден- ентузијастички Гледај, во ниту еден спортист не субстандардни добил- услови и не дека добил долар. успехот што го имаме постигнато се должи на нивниот талент. Не Какви случајно. стандардни услови се тренинзи Па и ако нема припреми во санитарни Словенија и во ако нема Турција? санитарни чворови во главната спортска сала во Битола, што очекуваме? Ако нема санитарни чворови, какви други услови да бараме? Афрички? Ама зошто мора државата Стадионот да е вложува? исто. Така е. Зошто мора Затоа државата да што има вложува? веќе Зошто? поставено и во систем со самата агенција за Не млади викам, Затоа што не, државата ворете, тврди дека државата вложува. финансира, Ворете, вложува, така. нека Значи, ако вложува. Прочем вложува, самиот треба рече дека тоа е еден мал промашување. На страната на оние кои што сметаат дека индивидуалците треба да носат одговорноста за сопствените спортски неуспеси, исто така како што ги носат и ловориките на успехот, е мојот денешен гостин. Доколку го најавам како Боби Илиевски, можеби нема да ви звучи многу познато, но зад неговиот ник Бетмен Велит се крие вистински онлайн селебрити. Здраво, Боби. Браво, Боби. Здраво. Прво да се извинам, добре не, фала на поканата. Гласот ми уште истравматизиран малку од припреми за Олимпијада на 19 и 20 јануар во Охрид, така да ќе бидам малце потивок, али да, ќе се трудам да сум динамичен. Иако во Македонија сите милуваме да се доживуваме себе си како експерти за спорт, сепак спортистите се оние што најверодостојно можат да зборуваат на оваа тема во прво лице еднина, бидејќи на своја кожа ги чувствуваат и успесите и неуспесите и присуството и отсуството на добри услови, поддршка и така натаму. Токму затоа, во Зебра гостин на моја страна денеска е атлетичарот Кристијан Ефремов, кој што на летните олимписки игри во Лондон замина во една контроверзна атмосфера по повод изјавата дека немаат атлетичарите соодветни патики, имаат скинати патики, дека тренираат со 8 години со истите тренерки, се врати од таму со личен рекорд. Кристијан, имам чувство дека твојата изјава не ја сфатија баш луѓето сосема соодветно, дека тоа повеќе беше како метафора во какви услови вие тренирате, а не дека проблемот се решава со купување на еден пар патики. Затоа би сакала да те прашам во какви услови се подготвувавте за Олимпијадата? Кога е овој олимписки циклус, нели од 2008 до 2012, значи, условите не беа баш најдобри, почнувајќи од инфраструктура, баш во онаа година која што беше олимписка 2012, значи, стадионот беше под реконструкција, поточно атлетската патека, која што е еден услов, односно неопходен услов за да може самиот атлетичар да напредува, да прави тренинзи. Па така да ние скоро година и пол бевме приморани да правиме тренинзи на кеј, значи во услови кои што се субстандардни, како на кал, снег, дожд. Сепак во поразвиени земји во текот на барем во текот на зимскиот период се имаат атлетски сали каде што внатре е загреано, значи се има патека посебна. Ние во текот на зимскиот период сме како екзибиционисти, односно тренираме со шалови, со капи, со ракавици, значи на температури кои што се минус. И сето тоа Значи всушност атлетската патека беше отворена по Олимпијадата. да, значи атлетската патека се отвори некаде август или септември, непосредно по завршувањето на летните олимписки игри во Лондон. Дали бевте некаде надвор на припреми и колку време? Во таа година, тоест во тој циклус, целиот единствени припреми беа во 2012 и тоа 10 дена во Охрид на атлетска патека, каде што имаше постојано снег, бидејќи баш тогаш се погоди тој период врнежлив. Потоа бевме 10 дена во Истанбул, каде што Турската атлетска федерација ни ги обезбеди тие, која што има добра соработка со АФМ. И непосредно пред Олимпијадата од Македонскиот олимписки комитет ни беа обезбедени 10 дена во Охрид, што беше значи 20 дена непосредно пред Олимпијада, што тогаш треба да се темпира формата, а не да се ствара формата баш на неколку дена пред почетокот на Олимпијадата. Многу значи, еве ќе кажам пример за нашите соседи, значи тие најчесто одат на подготовки во текот на целата година 100 дена. Значи една третина од годината тие се значи на интензивни подготовки по 2 пати на ден под посебен режим на исхрана со нутриционисти, со психолози, со сите тие фактори што се потребни за да се постигне врвен резултат. Имате ли вие такви тимови околу вас? Кај нас тимот се состои од тренерот и тој значи тој е значи и значи ти наоѓа надпревари, ти кажува тренинзи, ти кажува што да јадеш, ти
тие менаџер, тие психолоз, значи како тој човек да е се за тебе. Дали, Боби, според тебе, само условите, односно инфраструктурата од државата е присутна за добрите резултати? Не, има нешто и до талентот. Дали има ли цел тим, не сум сигурен. Еднаш дебатирав имав прилика да разговарам со селекторот на фудбалската репрезентација, тогаш Мирсад Јунус. Јас држав до тоа дека ни треба психолог. Тој не беше баш најубеден во тоа. Се слагам со Кристијан околу тоа. Го разбирам него, меѓутоа ето во доменот на колективните спортови мислам дека имаме подобра спрема, но сепак успехот често зависи од моментална инспирација. Едноставно кога не се поклопени звездите, не сме во Ниш или во Хрватска, немаме 3-4 илјади навивачи зад нас и не знам, во Лондон ако Кристијан трчаше со пола стадион да беше македонски. Што ме интересира негов инсайт. Како би се осеќал? Некоја секунда побрзо. Не знам, меѓутоа стадион беше полн во цело, значи таа атмосфера беше добра ли да навиваат Кристијан, Македонија? Добро. Сепак тоа ќе беше, може би ќе беше дополнителен мотив, меѓутоа не верувам. Сепак таа публика таму што беше бодреше, значи рукоплескаше, значи од самиот старт имаше на голема еуфорија од цела публика што те води кон тоа да постигнеш подобар резултат. Што така да мислам дека некој ако викаше Македонија, мене многу немаше да ми... Немаше да го слушнеш. Немаше да го слушнам како прво, меѓутоа... Да не се поставам сега... Не, поставам слободно прашање. Што мислиш тогаш зашто, ево, и кошаркарите и ракометарите поминаа слабо и на олимписките квалификации, ракометарите конкретно и на светското првенство, слабо, релативно. Нели, не беше четврто и петото место и не очекувавме најмалце медала. И ни се кренаа сега нели очекувањата и апетитите, се спремавме за Лондон, завршиме кај што завршиме. Дали не мислиш дека ето еден од факторите е мотивацијата. Едноставно на оној порив кој што ги имаш ти внатре во те. Едно прашање и уште едно. Без грешно да ме сватиш. Ако беше направен градски стадион, колку подобар резултат ќе имаше ти? Паушално. Добро, сега прво на првото прашање е мотивацијата. Која е мотивацијата на еден спортист? Мотивација е да постигне подобар резултат, меѓутоа и за тоа што работи да добива одредени финансиски средства. Значи, тоа е така и во секоја работа. Некој примери да работи, не знам, новинар или архитект, што и да е. Тоа што го работи за да има некаква финансиска, бидејќи крај крајава од воздух не се живее, нели? Така да мотивацијата најчесто опаѓа поради немање на доволно финансиски средства и тука се губи волјата за да се постигне подобар резултат најчесто. Дали за милион евра би истрчал светски рекорд, кажи ми? Ми го зема прашање. Извини. Па тие милион евра доколку се употреба значи наменски и во рок од 4 години јас сум убеден дека нормата ќе биде исполнета. Дали Усеин Болт добила стипендија од државата Јамајка пред да ги постигне своите најдобри резултати? Добива лав како тренер, го бркал. Сега не знам точно за Усеин Болт, меѓутоа сум сигурен дека во Јамајка нивото на кое што е атлетиката е на многу повисоко ниво од кај нас и сигурен сум дека таму нивните финансирања се соодветни, знаат да откријат таленти и да ги финансираат во вистински момент кој е потребно. Атлетиката е нивниот национален спорт. Да, па тоа е. Исто како и во Кенија, значи во Кенија некој спомна, не знам, па дека во Кенија нема услови, не знам што. Олимпискиот фонд на Кенија е 1,5 милиони долари, што е скоро дупло од нашиот буџет што е за сите спортови, така да само за атлетика, така? Да. Колку медали имаат кенисите освоено во атлетика? Па тие медали сигурно се доени со одредено финансирање. Борете, ама види се, Кенија, атлетика, не знам, Абебе Бикила, така бил пред колку, 30-40 години можда првак. Во тоа време не знам дали некој од тогашна Југославија, македонец по националност, трчал маратон со него. Атлетиката како спорт, значи, супер е, кралица на спортовите, меѓутоа кај нас нема фатено толков корен, колку што имаат фатено масовните спортови. Тенисот е многу поскап од атлетика и супер е што се направија тие 100 игралишта. Ако ништо друго еден ден може да се посади некоја култура, имаме субвенции и нема да одат фира парите. Шала на страна. Дали може би проблемот е некаде и во
во нашиот менталитет, значи односно во поставувањето на релативно ниски стандарди. Добро, важно е да се учествува, важно е да идам на Олимпијада, важно е да играм во прва лига, за разлика на пример еве од нашите соседи, на пример Србија, Хрватска, Словенија. Знаете, во Србија, значи изјавата беше на Дивац дека срамота е било кој спортист од Србија да настапува на Олимпијада, а да нема исполнето А норма. Ние, нашите спортисти, знаеш како заминуваат Б норма, за нас не беше ни знак на прашање. Тоа говори многу за општо општеството во кое што живееме. Да немаме спортист со норма за на Олимпијада. Да. И не се согласувам дека е важно да се учествува, убаво е да се учествува, меѓутоа важно е да се постигне резултат. Бидејќи ако е убаво да се учествува, тогаш ќе ги имаме оние, дури имаше и такви караници после Олимпијада, дека кој еднаш отишол со wildcard на Олимпијада нема да оди пак. И на варијанта, па добро, ако се даваат wildcard за шетња до Лондон или 2016 во Рио, сакам и јас да одам во Рио. Ке трчам за Македонија. На ке ке дам се од себе. И на ке, и во кал, и во снег, и во се. Без, мислам, немам намера да... Да, значи се бара норма, меѓутоа сега еве, значи јас сум до нормата 2 секунди. За да се исполни таа норма потребни се услови, нека се дадат услови, па после ќе видиме дали тие пари биле потрошено заводно или не. А кој треба ти дајте услови? Може на Охридски послободно? Да. Фала ви. Па јас самиот сигурно не, значи. Зошто не самиот, кажи ми? Па како сам да се дам услови? Па добро. Да исполни дека зборуваме само за атлетиката. Не, значи, имам ова... прашање за тебе. Зборуваме за исполнување на норми. Таму испративме ние на Олимпијада и пливачи кои што исто така лошо поминаа. Меѓутоа, тие добија базен соодветен 5 месеци пред Олимпијада. Дали ти мислиш дека е 2 години возможно? порано златен медал. А дали мислиш дека ти е возможно да се постигне норма во такви услови, на 5 месеци пред Олимпијада? Не, Маја, да не се разбереме грешно. Мислам, не сум јас сега апологет на тезата си ја поставивме тука и тоа е тоа. Сам апсолутно ги разбирам маките на спортистите. Јас сум охријанец, Охрид се уште нема базен. Сум пливал на времето, сме одели една зима да пливаме во струга. И можда затоа денес имам 95-6 кила. Инаку државата ми е крива зашто не сум после. Кристијан, какви условите се потребни за да исполниш А норма? Дали сега со овие промени, со подобрување на инфраструктурата, мислиш дека можеш тоа да го направиш? Значи инфраструктурата затоа што си 2 секунди од Б нормата, но така, значи инфраструктурата факт е дека е подобрена. Значи се изгради нова атлетска патека во Охрид и во Скопје. Меѓутоа не е само потребно тоа, значи потребно е цел тим да стои позади мене. Значи не е потребна е витаминизација, потребна е исхрана, потребно е учество на меѓународни надпревари што кошта. И секако потребно е да даваш се од себе, но тоа значи секој поединец е свесен дека треба да даде се од себе. Не знам некој што би трчал на кој да е трка, да не даде се од себе, оти поради не му давале пари. Мислам, тоа е апсурдно. Значи, сиот успех, сиот тоа што си го вложил сите, не знам, тренинзи по кал, по асфалт, се тоа ти си го правил со цел, значи да еден да настапиш на трка и да дадеш се од себе, така да не е проблемот во волјата, така и во мотивацијата, во личната заложба. Боби, кои се наши национални спортови? Бидејќи се споредвавме со Кенија, имам чувство дека од Кенија не дели не само бројот на медали, туку и фактот дека Кенија дефинирале кои им се нивни стратешки спортови, па таму вложуваат. Кои се нашите? Имаме и кафе, и кениците имаме. Кои се наши национални спортови? Маја, тие на кои што оди публиката, масовните спортови, најпросто ајде да не филозофирам. Градски се полни на фудбал, градски спортските сали се полнат, ево Борис Трајковски се полни на надпреварите на Металург во Лига на шампиони, на кошаркарска и ракометна репрезентација на Македонија. Масовните спортови бидејќи не знам, супер би било ние да имаме и атлетска програма, не знам, да бидеме на ниво на една источна Германија дури, која што уште нели пред да се пред паѓањето на Берлински зид, пак имале едни врвни спортисти, а е источна, не е западна Германија. И имале програма и така натака. Ево, околу програмите и системот. Кина. Кристијан знае подобро од мене, јас сум читал онака, чисто од радозналост. Во Кина бараат таленти, значи има една систематизација во која што од најмали нозе ќе препознаат афинитети на одредена личност. Да не излегуваме сега од спорт, и за образование исто важи. Кај нас педагог и психолог по школите служат за да те опоменат ако си лош, а не за да те насочат што би требало да учиш во средно
и така натака. Во Кина го земаат детето од мало. Системот како феминив, дури е многу ригиден, не знам, немаат право на партнер, на дечко, на девојка, треба дозвола да добијат од федерација за да имаат емотивна, мислам, љубовна врска. Да, бидејќи емоциите ќе им ја нарушат концентрацијата. Да, апсолутно. И се под строг режим цел свој живот за, мислам, и Кина е Кина. Добро, Кина е и милиарда и пол. И во многу... Може селекција да се направи. Па, фудбал слабо им оди, искрено, ама во многу аспекти поразлична е таа програма. Ево, кажи ми ти дали би сакал кај нас да е така. Замисли некои идеални услови ти да живееш само за спортот. Спремен ли си? Спремен. Девојка да немаш до 28 години, пример. Спремен сум. Да? Да. Добро, јас се надевам дека одговорните Чекай рацете во позади Агенција да за млади и спорт гледат и девојки извинете. Поздрав до Теодора. Добро, државата не е виновна за сите спортски неуспеси, меѓутоа па не може да се амнестира бидејќи она ја креира климат и политиката. Ако таа отвара 100 тениски игралишта, таа дава сигнал дека го стимулира тој спорт. Легитимно Да. е прашањето Што на има база лошо да стимулира на државата која спортови? анализа, на база на која и каков е резултатот досега? Па по таа логика имаме само кошаркарски терени Да, и ракометни, нема да се види до тебе Кристијан ќе седи резерва на работнички на која и ќе се жали на тренерот. А што е со сите анализи кои покажуваат дека ние сме предодредени за бокс и за борење? Како Кои се нација. тие сите анализи? Тие се антрополошки, психолошки, значи постојат На научни наследниците на Александар кои што се Тоа се предопредени за научни борби. истражувања кои што Ајде. ги Тоа Не, се научни види. истражувања Види се, вака. ако ги Не, спораш ајде научните да ги истражувања. Добро, научни остави научни истражувања. истражувања. Емпириски докажано, Бучим Јака беше европски и светски првак 96-та или Впрочем, 7 година. најголемиот во број борење. олимписки медаљи зашто ги имаме? Могамед Ибрагимов не е антропоморфно или ни генотипски македонец. Човекот е од не знам, од Кавказ, од каде потекнува. Значи тој е натурализиран македонец. Шабан Трстена па сега е друг пример. Измеѓу нив двајца јас не знам за никој друг. Зошто фирмите не инвестира, зошто не знам Мак Петрол не те спонзорира за на Олимпијада, него би спонзорирала кошаркарска екипа. Сега Кај нас спортот е доведен до аматерско ниво, со исклучок на ракомет, кошарка, фудбал. Може би бидејќи они уште од клубскиот спорт имаат некакви финанси, сигурно да, за комерцијално е поатрактивно. од реклами, од разни работи. Значи, кај нас преднешниот спорт е доведен до аматеризам. Ви благодарам што Толку. бевте дел од оваа брзо дебата. Целта ни беше една конструктивна дебата која што ќе помогне да се детектираат слабите точки во нашата спортска јавност. Значи, И ова е почеток само на дебатите на тема спорт, бидејќи до сега, освен на социјалните медиуми, не сме ги имале многу на другите, така да кажам, традиционални медиуми. Кристијан, иако навистина сме на спротиставени страни, јас ти посакувам успех и да ги исполниш нормите што ти ги посакуваш, а ние доаѓаме во Рио и него кај. Нели во? многу фала за поканата. Да викаме. Искрено, чест ми е, да. На Копакабана ќе организираме навијачки груп. Чест ми е што сум во емисијава заедно со еден наш олимпиец и особено па што беше најуспешен од четирите. им Така благодарам, да знаме да носиш во Рио, ево ти посакувам. им благодарам на оние што не следеа на Зебра онлайн МК, сублимирано издание на емисијата на двата дела на оваа тема. Ќе можете да погледнете утре во сабота на Алфа телевизија и на Ера телевизија во 17 часот. Фала.